Освен во Кучани и Виница, денес премиерот Никола Груевски ја посети и општина Берово. При неговата посета официјално се пушти во употреба пешачката патека околу Беровското езеро, долга повеќе од 1600 метри, која што е од големо значење за туристите кои го посетуваат Беровското езеро. Премиерот Груевски заедно со министерот за транспорт и врски Владо Мисајловски и градоначалникот на Берово Драгина Джински го поставија камен темелникот на долго очекуваниот крупен проект колектор за фекална канализација за туристичката населба кај Беровско езеро. Канализационен систем кој што новата викенд населба ќе ја поврзе со фекалната канализација и ќе помогне во одржување на еколошки здрава средина и здрав начин на живот и здрав живот во самата општина, секако ќе помогне и на туризмот. Исто така и тоа беше дел од нашите ветувања и имав можност да официјално да ја пуштиме во употреба пешачката патека, во која што владата инвестираше средства, со поддршка на градоначалникот, се заврши таа пешачка патека и е звонедна новина за туристите. Јас се сеќавам во минатото сум доаѓал во Берово и тогаш немаше таква пешачка патека, се движевме низ каливи патчиња, кои што беа убави заради убавината на природата во Берово, но укажуваа дека е потребна поголема инвестиција. А во село Росиново пак премиерот го посети училиштето Никола Петров Русински, кое со грант од владата беше целосно реконструирано. Училиштето во Русиново, каде што исто така имавме инвестиција од 4,5 милиони денари во темелно реконструирање. Тука помогна и USAID со дополнителна инвестиција од 3,3 милиони денари. Се заедно се направи едно темелно реновирање на училиштето, во кое што она што е најважно се воведе парно грејење. Премиерот Никола Груевски истакна дека општина Берово во последните 7-8 години има сериозно подобрување во делот на уредувањето.